Добар ден. Денешната емисија на Фактор здравје би сакал да започнам со едно прашање до вас. Дали знаете што е заедничко за болката во мускулите, грчевите во зглобовите, депресијата, менструалниот циклус кој што доцни, понатаму сите оние проблеми врзани со неплодноста, како и со инсулинската резистентност? Доколку не знаете, одговорот е содржан само во еден збор. Недостаток на магнезиум, бидејќи според светските статистики, дури 95% од светската популација има недостаток на магнезиум. Јас сум Илија Николовски и токму со ова прашање и овие факти ја започнам оваа емисија од Фактор здравје, бидејќи денеска и во рубриката Истражувањата докажа и како тема ви го нудиме магнезиумот, поточно кажано повеќе магнезиум за подобро здравје. Ако 95% од светската популација има недостаток на магнезиумот, тогаш нешто не е во ред со навиките и со она што се нарекува негово земање и правилна апсорбција. Магнезиумот е еден од 7 есенцијални елементи кој е потребен на човековото тело. Најголема потреба за овој минерал имаат срцето, мозокот, бубрезите, мускулите, забите и коските. Половина од количината која што е складирана во човековото тело е во скелетниот систем, а другата половина се наоѓа во мускулите и во меките ткива. Учествува во над 300 ензимски реакции, вклучително и синтезата на масните киселини и протеини. Магнезиумот е вклучен во невромускулни трансмисии, како и во активности за опуштање на мускулите. Ги активира ензимите и има улога во стварањето енергија. Неговиот недостаток предизвикува инсулинска резистентност, болести на срцето, депресија, остеопороза, како и метаболен синдром. Сето ова што го зборувавме нормално е да ви го дадеме или да ви го понудиме како решение преку денешната тема и во однос на апсорбтивната моќ, но и во однос на тоа како вашите состојби или евентуално несакани болести кои што ги носите да ги решите преку адекватна и соодветно внесување на магнезиум. Денешната тема повеќе магнезиум за подобро здравје ќе ви ја представиме преку разговорот со магистар фармацевт Дубравка Нешиќ, која што и овој пат за Фактор здравје специјално дојде од Белград, Република Србија. Добар ден пред се и драго ми е што сте овде. Како сте? Хвала. Добро, хвала на питању. Лепо сам путовала, добро стигла и добро вас нашла. Хвала. Да, благодарам уште еднаш што сте во Фактор здравје, а во однос на преводот денеска од македонски на српски и обратно ќе ни помогне господјата Фроска Јовева. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам пријатно чувство со Фактор здравје, денеска со новата емисија и тема насловена повеќе магнезиум за подобро здравје. Оваа тема добродојдени сте и вие да ја дискутирате со нас како на глобалната мрежа, така и во контакт со нас, а ваша и моја гостинка денеска во емисијата е магистар фармацевт Дубравка Нешиќ, која што доаѓа уште еднаш ке потсетам од Белград, Република Србија. Моето прво прашање и директно, дали она што како тема го имаме магнезиум, повеќе магнезиум за подобро здравје, буквално значи и во пракса токму тоа? Управо тоа. Магнезиум е еден од основних микроелемената кои су Имате еден од основните микроелементи кои што се најважни за нормално функционирање на нашиот организам. Тоа значи дека во преку 300 функции во нашето тело работат со помош на самиот магнезиум. Vrlo je bitno da taj deficit Многу е nikada важно ne postoji, znači дефицитот на магнезиумот да не постои и секогаш да внесуваме на пропишани дози на магнезиум, за да нема недостаток на магнезиум и да се јават разни озбилни тегоби. Тоа што е многу важно е тоа што нашиот организам практично функционира од нервниот систем, Буквално сваки дел нашeg организма, буквално секој дел од нашиот организам и секоја наша ќелија треба магнезиум да би нормално функционира. Треба магнезиум за да функционира нормално. Би сакал само, ако дозволите,
да во однос на она што го зборувате недостаток и дефицитот, уште еднаш фактот дека 95% од светската популација има недостаток на магнезиум, а тоа значи дека проблемите за кои што зборувавме, вклучително еве и метаболниот синдром, проблемот со плодноста, инсулинска резистентност, остеопороза и така натаму, директно е одговорен недостатокот на магнезиум. Во што се друго е вклучен за да биде уште поподатливо ова што го зборувате магнезиумот? Магнезиум е клучен, ви се поменuli vrlo značajne probleme za koje je, da kažemo, odsustvo magnezijuma vrlo veliki utjecaj odgovoran. I sami smo krivi, da tako kažemo, što 95% svetske populacije 95% svetskata populacija ima deficit na magnezijum. Šta je u biti tog problema? Što je всъщност проблемот? U osnovi se stvari nalazi naš nemar. Тоа е нашето невнимание заради тоа што, сакајќи да постигнеме поголеми приноси и резултати во производството на храната, таа која што е носител на поголеми количини на магнезиум, ние со нашето невнимание сме го предизвикале тој дефицит. Магнезиот отиде многу длабоко во почвата, ерозијата на земјата, киселите дождови, како и употребата на вештачки ѓубрива, доведоа до тоа да тој понира во длабочината на почвата и тие растенија кои што мора да го имаат, немаат сила да го повлечат магнезиумот за да може нашиот организам да го искористи. Управо оно за што е он можда и највише одговоран да кренемо од тога jeste тоа за што е најважен всушност магнезиумот е кардиоваскуларниот систем, нашето срце како најважен орган и најсилен мускул, всушност работи со помош на магнезиумот. И магнезиумот е многу неопходен за да може срцето со нормален ритм да функционира и нормалниот проток на крв да биде низ нашите артерии. Магнезиумот е одговорен и за се она што е мускул во нашиот организам. Било да се тоа глатките мускули, било да се попречно пругастите мускулатура, од кои се изградени наши унутрешни органи, од кои што се изградени нашите внатрешни органи и артерии. Kada pomenemo sve te mišiće i organe, кои ги спомнеме сите тие мускули и органи, што се може да предизвика тој дефицит во организмот. Голем број на автоимуни болести, нервни болести, коштано-мишичних коскено-мускулни болести, остеопороза, остеопенија, Паркинсон. Па чак сматрaju да се у основи и многу озбиljnih problema, и многу поозбилни здравствени проблеми. Налази недостаток магнезиума. Причина за недостатокот од недостатокот на магнезиум. Научни испитивања доказала да тамо где има велики количина магнезиума, научните испитувања докажаат тамо кај што има доволни количини на магнезиум, нема ќели на рак. Според ова што го зборувате, бидејќи ги споменавте клетките, тоа значи дека за сите овие состојби кои што се несакани и се многу чести кај луѓето, одговорен е тој магнезиум кој што го нема, кој што продира до ниво на клетка, како што рековте. Бидејќи тоа е тоа на кој што и функционира. На клетките им треба магнезиум. Управо, затоа што е највеći проценат магнезиума депонован интрачелиски. Најголем процент на магнезиумот е депониран во самите клетки. Само 1% од магнезиумот е надвор од ќелиите, а најголем процент е внатре ќелиски и одговорен е за продукција на нашиот метаболизам. Одговорен е и учествува во процес на стварањето на протеини, стварањето на ензими, стварањето наши хормона, стварањето на нашите хормони. Диабетес е рецимо една а и диабетесот е една од болестите каде што присуството на магнезиумот е многу неопходно. Е обавезно давати као мора да се дава како суплемент кај пациентите оболени од диабетес. Тамо где бидејќи таму кај што има дефицит на магнезиум, има и проблеми со инсулин и Врло е битно присуство магнезиума да би инсулин
mogao normalno da sagori i oslobodi energiju iz ugljenih hidrata. Бидејќи рековте дека она што како моќ ја има магнезиумот да го апсорбира човековото тело не може да се најде во природата бидејќи е депонирано длабоко под земјата, како во денешно модерно време да внесуваме пред се квалитетен магнезиум и магнезиум кој што ќе се апсорбира соодветно во човековото тело или во секоја клетка. Да, па на данашњем уопште на тржишту данас на пазарот денес број суплемената. Постои голем број суплементи. Суплементација е у основи свега. Од надвор, значи да се внесе. Ми морамо да додајемо. Ние мораме да додаваме, бидејќи во храната не можеме да го постигнеме тоа. Нашем организму да додајемо. На нашиот организам мора да додаваме тоа што му фали, а тоа се суплементи. Измеѓу осталог, измеѓу другото, самих суплемената магнезиума, данас на тржишту постои велика на пазарот постои голема понуда. Ali su to različita jedinjenja magnezijuma. Но сосема различни соединенија, магнезиум оксид, магнезиум цитрат, магнезиум карбонат. Обично сви се они уносе у većini slučajeva oralno. И во поголем случај се внесуваат орално. У зависности од врсте супстанце, но во зависност од врстата на субстанцијата, зависи и нивното искористување, како се уноси и на кој начин се внесува и како се преработува. У најболjem случају, када говориме о оралном уносу, кога збориме за оралниот внес, тоа се цитратите. Но на пазарот се појави еден производ за кој што можеме да кажеме дека е премиум бренд и дека е нешто за кое што постои слоганот осети разлика. Тоа е Бенатур производ магнезиум хлорид во спреј, за разлику од свих ових остали кои за разлика од сите овие кои што се користат или орално или во облик на гелови. Имаме суплемент као у облику раствора кој што е единствен во облик на раствор кој што се користи орално и дермално. Може да се пие и да се прска по кожата. Револуционарно из простог разлога што е тоа е Бенатур магнезиум хлорид и единствен во Европската унија како суплемент. Бидејќи го споменавте Бенатуров магнезиум хлорид кој што веќе е препознаен и е присутен на пазарот, неговите карактеристики и пред се неговата апсорптивна или ресорптивна моќ, каква е и колку тој се апсорбира и како е најдобро да се внесе во организмот? С обзиром да причамо о магнезиум хлорид хексахидрату, зборуваме за магнезиум хлорид хексахидрат, кој е Бенатуровом раствору, зборуваме за Бенатур, изузетне фармацеутски чистоти. Кој со исклучителна фармацевтска чистота, што у суштини дае негову таку велику апсорптивну моќ, јесте изузетна фармацеутска чистоќа. И да томе се управо инсистирало, моќ тоа е исклучителната фармацевтска чистота и има 99,8 фармацевтска чистота, што е максимално, чак и од хране неки кои уносиме. Тоа е почисто и од некоја храна која што внесуваме. Од свих могуќих примеса, ослободен од сите можни примеси, ваѓање таквих субстанции кои ги прати вадењето на тие субстанции од 2 километра из морског дна. Под морското дно, така што добивме субстанција која во себе содржи и додатоци како живи кадмиум, но фабрички е потпуно прочистен и достигна фармацевтска чистота. Од 99,8. У деминерализованој води. Растворен е деминерализирана вода, специјалным јапонском која што со специјална јапонска метода претворена, још додатно енергетски обогачена, претворена и додатно енергетски прочистена, избогатена и добивме производ со исклучителна продорна способност. Се работи за микромолекули кои со голема брзина продираат низ нашата кожа и низ нашето ткиво. За сите вас кои што сте љубопитни и сакате да дознаете повеќе за овој магнезиум хлорид на Бенатур, јас ве поканувам да кликнете на Facebook социјалната мрежа под името Бенатур магнезиум хлорид Македонија да се информирате, нарачате или побарате дополнителен совет или на директниот телефонски број 072 уште еднаш 304 701 или да пишете по електронски пат на jodonatura uvoznikot.doel@gmail.com.
www.magnezium.com. Овде ќе направиме пауза за вториот блок реклами, по кој што ве упатувам и ве поканувам да ни ја дадете вашата доверба и да ги слушнете останатите аспекти од темата во продолжение од Фактор здравје. Уште еднаш ве поздравувам денеска и верувам дека ве наоѓаме повторно во пријатно друштво, а за да соодветно ви започне и продолжи можеби денешниот ден, тука е Фактор здравје и темата која што ви ја нудиме, повеќе магнезиум за подобро здравје. Она што како гостинка денеска уште еднаш ќе потсетам на задоволство мое, а и ваше верувам, гостинка која што дојде директно од Белград, Република Србија, а тој е магистар фармацевт Дубравка Нешиќ, со која што ќе ја продлабочиме и прошириме споменатата тема. Кажавме дека дефицитот на магнезиумот е одговорен за многу состојби и болести во организмот, но споменавте дека најголемата апсорптивна моќ има токму овој премиум бренд на Б-Натур магнезиум хлорид, кој што има мото осети разлику или почувствува ја разликата. Разликата, освен во апсорптивната моќ, дали се чувствува можеби и во однос на резултатите? Кога може да се очекува некакво подобрување? Какви се вашите искуства? Да, и те како велики резултати. И те како има големи резултати. И све богатија и богатија. Нашите искуства се се побогати. Ово е препарат кој, малопре се споменула, можемо користити и орално. Ова е препарат кој што можеме да го користиме орално, каде што имаме 40% максимална ресорбција. Jeste njegova transdermalna primjena. Но трансдермалната примена е битна заради брзата апсорптивна моќ. Upravo njegova transdermalna primjena ili primjena Неговата трансдермална или примена преку кожа nanese na određene tačke na telu. Се нанесува на одредени точки на телото и тогаш неговата ресорбција оди до 90%. Odnosno apsorptivna moć. Njegovi mikromolekule su Неговите микромолекули се толку мали што голема брзина поминуваат низ фоликулите на влакната и одат таму кај што треба. Заиста ту можемо говорити. Тука можеме да зборуваме за секунди и минути кога апсорбцијата на овие микромолекули се во прашање. А особено постојат некои состојби каде што може одма да се осети дејството на Б-Натур магнезиум хлоридот, грчеви, менструални голови, спортски повреди, тоа се состојби каде што ние одмах со примена на овој препарат по кожата за неколку секунди до минута се осетува престанување на болката. Овој препарат тако применен Овој препарат така применет има и делување на подолги патеки, но тоа низ време може да се осети да се докаже. Како например болестите како остеопороза, остеопенија, recimo u fizijatrijskim nekim slučajevima во некои физијатриски случаи kada su kalcifikati se već кога настанале повреди, каде се појавиле калцификати на местото на повредата. Stvari koje kroz neko vreme, a to vreme nije dugo, ne trebaju meseci da bi se osjetilo, već некое време, do mesec dana, vi ćete već да речеме до месец sasvim дена, nov i drugi čovek. ќе бидете сосема нов човек. Тоа што е фантастично за овој препарат е и неговата детоксификацијска моќ, го подигнува нашиот имунитет и тоа што го осеќате е голема враќање на силата, голем огромен енергетски потенцијал, го убрзува базалниот метаболизма, се ослободува на поголема количество на енергија, поголемо количество на кислород, ги зголемува снабдувањето на органите и не се кажува за џабе дека магнезиум хлорид хексахидратот е всушност субстанција која го подмладува нашето тело, бидејќи му ја враќа и флексибилноста,
i vitalnoста i ne pravi pomladi. Да, сигурно. По ова што го зборувате, сигурно и луѓе кога ќе прашам кој, кога и како може да го користи, дури може и кај оние тешки постоперативни закрепнувања, рековалесценции, каде што е потребен кислородот, да се користи токму магнезиум хлорид. Да, може. Употребата на магнезиум хлоридот бе натур е неопходна и во такви случаи. У свакој фази реконвалесценцијата имунитетот игра голема улога. Подизањем имунитета и со подигањето на имунитетот организмот ќе увек бити болји. Реконвалесценцијата ќе биде побрза. Изузетно јако и антибактериско, има и јако антибактериско и антивирусно и антигабично делување. И кроз тај момент, и со тој момент наш организам подижемо ние нашиот организам болести на еден го подигаме и во фаза на болест на едно повисоко ниво. Му ја враќаме силата и моќта на закрепнување. Кога веќе споменавте антигливично, односно антигабично дејство, дали тоа значи подпазови кога се чувствува пот или потење, може да помогне овој препарат? Да, он кога поминеме гливице, кога споменуваме габичните инфекции, он дефинитивно помага. Ако може да атлетско стопало, односно гливице кои се појављују на стопалима, ако тај проблем може да реши, онда може атлетското стопало може да го реши, тогаш може и многу други проблеми. Се показал успешен исклучително успешен се покажа и како во поддршка на санирањето на Кандида албиканс, веома велики проблем, која е многу голем проблем, системски уđe u naše telo. Особено ако системски влезе во нашето тело. Односно, она е увек присутна, али се njena концентрација појачава, но нејзината концентрација се зголемува кога нашиот имунитет паѓа. Потекли да кажем, jesu osnovna mesta primene Основни места на примената на овој препарат и каде je najbolje da se on upotrebi. И кога е најдобро да се употребува? Он треба да постане deo нашeg svakodnevnice. Тој мора да стане дел од нашата секојдневие, jednostavno svakoga dana, не само од време на време, следеće tačke секој ден после туширање треба да се прскат следните точки. Делови испод пазуха, деловите под пазувите, каде што се наоѓаат сплетови на нашите лимфни чворови. И каде ресорбција изузетно велика и каде ресорбцијата е изузетно голема и важна. Каде су калцификати, нарочно е важна кога има калцификати по дојките, што е тој данас рак дојке, бидејќи ракот на дојките обично е многу чест и калцификатите на дојките многу често водат во тој правец. Затим, друго место негове примене друго место на негова примена е долниот дел на стомакот и препоните. Тоа е битно и каде е мушка и каде е женска популација. Тоа е битно и за машката и за женската популација. Па, ајде, говоримо сега о одраслим особама. Зборуваме за возрастни особи. Кога женската популација е во прашање, кај болните менструации се постигнуваат големи резултати со прскање на јајниците и препоните. Од минута до 7 минута. Од 1 до 7 минути е времето кога прекинува менструалната болка. И то затоа што делува спазмолитично, затоа што делува спазмолитично, односно ги опушта мускулите на матката и ја ослободува болката. Односно затвори. Друга ситуација велики проблем запекот, кој што е голем проблем кај многу луѓе, особено кои боледуваат автоимуни болести. Например, кај диабетесот, кај проблемите со штитната жлезда или Хашимото. Тоа се болести кои го успоруваат базалниот метаболизам и се појавува запекот како еден од нив. И тука Бенатур го детоксифицира организмот и го регулира таа состојба. Особено е значајна примената на ова место и кај машката популација, бидејќи ги намалува едемите кај простатата, а кај жената намалување на калцификатите кај јајниците. Битна места негове примене јесу многу важни места за негова примена се и прегибите, где кожа танка и где се кај што има сплетови на артерии и вени,
na pregibite od laktovite i podkolene pod jame. kolenata. I s vremena na vreme to isto možemo poprskati. Može da se poprskati. U pitanju, tu je onaj moment i koga se naprskuva stapalata. Izuzetno značajan jer može da ih ukloni. I tuka je važan moment od nagabičnite infekcije. Znači da on radi i da uklanja. I ako kožата požuti, to je znak дека има резултати. Уште еднаш сакам да подсетам дека денешна тема во Фактор здравје е повеќе магнезиум за подобро здравје, тема која што ја презентираме преку стручниот коментар на гостинката од Белград, Република Србија, магистер фармацевт Дубравка Нешиќ, а овде користам прилика уште еднаш да ве подсетам дека доколку сакате да нарачате, да се информирате или да се советувате во однос на магнезиум хлорид на компанијата Бенатур, ве поканувам да кликнете на Facebook Бенатур магнезиум хлорид Македонија или на телефонскиот број 072 304 701 или да пишете по електронски пат на електронската адреса jodonatura.doel@gmail.com. Она што сакам уште да го подсетам е дека сите овие факти за кои што денеска зборуваме пред се може да се превенираат, бидејќи како што спомене и господја Нешиќ, магнезиумот треба да се суплементира, односно да се зема како додаток во исхраната, бидејќи во храната го нема тој капацитет и апсорптивна моќ која што го има во Бенатуровиот магнезиум хлорид. Уште сакам да ве прашам, бидејќи ова се што го зборувате треба да се прска и трансдермално до 90% апсорптивната моќ, дали тоа значи кога ќе се попрска треба да се размачка или само се прска и остава? Доволно е прскање. Оно што хоќу да напоменем јесте да прскањем испод пазуха. Со прскањето под пазувите. Заборавите на употребата на дезодоранси, а нарочно на антиперспиранти, бидејќи тој ги спречува непријатните мириси. Односно повуќи оно што е за ваш организам веома значајно. Сем тих места, значи која су свакодневно deo higijene vašeg organizma nakon tuširanja. Deo секојдневната хигиена ide i na mestima gde se pojavljuju problemi. Неговата примена е и на места каде што има проблеми. Например, мигрена, болки во грбот, obična glavobolja. Главоболка, бол на грлото. Direktno takođe možete Вие исто така директно grgljanja nekih preparata možete upotrebiti да го употребите magnezijum hlorid. Ko ne može taj ukus, горко-сланкасти укус да поднесе, кој не може тој горко-солен вкус да го поднесе, тогаш може да го напрска од надвор применjen spolja и ќе се апсорбира во лимфните чворови. Kod dece Многу важно е на почеток, за користење кај децата. Jeste, oni ne mogu da taj ukus, bar ne u nekom ranijem dobu, podnesu i može se samo namazati na limfne čvorove koji se nalaze да се намачкаат лимфните чворови под вилицата гушоболju, na grlobolju. И ќе имат ефект на грлоболката. A naravno može se primjenjivati i na sve druge mesta. Bilo bol може да се нанесуваат на било кои други места, како грчна, мускул, болка во колено, проблеми со калцификати, после повреди. Šta od toga. И оно што сакам уште да ве прашам, бидејќи кажавте дека магнезиумот хлорид треба секојдневно да стане пракса или дел од животот, а не само по потреба, дали може и кога зборуваме за негово предозирање, дали може тоа да се случи? Jedino šta bi moglo, znate, u principu doziranje... И колку пати дневно да се дозира, има ли ограничување? Постои, ако превентивно, 25 прскања. Превентивно е 25 прскања. После туширањето, 25 пати ги распоредувате tim glavnim, ja to kažem, po tije glavne točke. 25 prskanja, 3 do 4 puta 3 do 4 pod pazovi, 3 do 4 puta po stomaku. 3 do 4 po stomaku. Izbrojite, ali to uopšte nije nešto što na čemu treba da se ograničite striktno. Važno da se ograničuvate. Što se tu ništa neće dogoditi u smislu nekih kontraindikacija. Nema da se slučaju kontraindikacije, nema alergijske reakcije. Jedino jedinstveno možda moglo da se dogodi da on bi se predozirao, ali to nisu doze za predoziranje, da se pojavi ređa stolica. Da se pojavi poretka stolica. Ali to je već kada idemo ka nekim većim dozama.
Но тоа е само кога се оди кон многу поголеми дози, во некои озбилни здравствени проблеми или кај спортисти кои не би ги ни осетили тие дози, затоа што нивниот организам бара магнезиум, бидејќи повеќе го трошат. Они не би ни осетили, па и не би имали никакви и сигурно не би имали никакви проблеми од тој тип. И моето последно прашање се однесува, бидејќи рековте на фактот магнезиумот е одговорен и за подигнување и одржување на нивото на имунолошкиот систем, кој што е главен мотор или двигател на организмот да биде здрав. Дали тоа значи дека и лицата со некое малигно заболување, кои што биле на хемотерапија, радиотерапија и луѓе кои што се во поодмината фаза од животот, да не речам постари лица со многу пропратни заболувања, исто така може да го користат овој магнезиум хлорид на Бенатур? Особе koje su prošle hemioterapiju, lica koje što pominale preko hemoterapija, treba da go zgolemat koristenjeto na magnezijumot, бидејќи така го детоксифицираат својот организам и го подигаат својот имунолошки статус. Во принцип, примената на магнезиумот треба да биде адекватна и секојдневна, да би се спречило да дојде до тоа, но ако веќе дојде, го зголемуваме неговиот внес, за да може организмот да се избори со проблемот. Кога се во прашање постари лица, самиот процес на старење го повлечува калциумот, povlači kalcijum koji se nagomilava u našim tkivima, koji se taloži во нашите ткива и затоа старите луѓе одат подграбавено, не се еластични, крути се и тешко се движат. Kalcifikacija problem i da ne bi Калцификацијата всушност е проблем и ние на некој начин да го одложиме тој процес. Битно е да го употребуваме магнезиумот, бидејќи на организмот, на мускулите и коските ќе им го врати еластичноста и покретливоста. И пред да ви се заблагодарам, дали остане уште нешто што сакате да дополните или да им порачате на гледачите на Фактор здравје? Да свакодневно секојдневно да внесуват магнезиум, особено Бенатуров магнезиум хлорид, бидејќи ќе осетат разликата во однос на се друго што досега користеле, бидејќи тоа не е препарат кој што е обичен, тоа е премиум бренд и нешто со кое што тимот на Бенатур озбилно се гордее. Ви благодарам за вашето присуство, за фактот дека допатувавте од Белград, среќен пат дома и среќна нова 2019 година, бидејќи сега се новогодишни празници и повторно да се видиме следната година. Сигурно хоќемо и вама све најлепшо на овој година. Најдобро и вас во новата година. Благодарам и до господја Фроска Јовева, која што ни помогна во преводот денес во Фактор здравје, а за повеќе информации повторно ќе кажам и сето она што можеби дополнително треба да ви се објасни да го нарачате Бенатуровиот магнезиум хлорид. Директниот телефонски број е 072 304 701. Ви благодарам и за вашето присуство и соработка денес во Фактор здравје, со напомена дека споменавме и кажавме уште еднаш магнезиумот треба да биде дел од вашиот секојдневен живот. Исто како впрочем и Фактор здравје. Ви благодарам уште еднаш и поздрав до утре.